Така, тоа бе деталите околу состојбите во кои во моментов се наоѓа македонското национално богатство. Токму на оваа тема, како што најавивме и на почетокот, имаме и гостинка во студиото, господјата Катарина Тодоровска, научник во Институтот за национална историја, инаку и добар познавач на состојбите во двете институции, и во Институтот и во Државниот архив. Пред се, добре дојдовте во нашето студио 1. И прво нешто што би сакал да ве прашам е колку за вас научниците е важно да бидете заедно во зградата на архивот и дали оддалечувањето на двете институции, да речеме, на научниците им ја отежнува истражувачката дејност генерално? Па прво, колку е важно ќе ви одговорам со тоа што во 1965 година била формирана комисија која што требало да одлучува за изградба на зграда на Државен архив на РМ. Тоа била комисија која што била сочинета од експерти, меѓутоа експерти кои што од тоа време навистина имале име и презиме и многу добра биографија за себе, и кои што решиле дека покрај изградбата на зграда за Државен архив во неа треба да биде сместен и Институтот за национална историја. Така што тие имаат направено и комплетен план на 26 страни во кој што точно се објаснува зошто Институтот за национална историја е приклучна институција кон Државниот архив на РМ во тоа време, сега на Република Македонија. Така што не е нешто топла вода измислување дека ние две институции, односно нашиот Институт за национална историја и Државниот архив, се компатибилни институции. Фактот дека тој е сега иселен, односно Државниот архив е иселен, нам ни пречи од многу причини. Првата причина е затоа што ние сме сега дисфункционална зграда во која што едниот дел е комплетно празен, наместо да бидат колегите тука. Од друга страна, депото е во зградата стара, во која што се чуваат дел од документите се однесени во новата зграда. И да ви го доловам некако абсурдот на целата оваа ситуација, ќе речам дека јас се наоѓам во старата зграда, треба да одам во новата зграда и да порачам таму документи. Од новата зграда колегите од архивот треба да дојдат во старата зграда, да ги земат документите и да ги однесат во новата зграда. Јас потоа, како ќе бидам информирана, одам во новата зграда, работам и се враќам назад. Тие, откако ќе ги сработам тие документи, доаѓаат во старата зграда, ги депонираат повторно во депото. Значи, сето тоа е непотребна една еден комплициран процес. Сега, значи најголемиот проблем во целата таа манипулација околу документацијата и околу нашата работа е што секое едно изнесување на таа граѓа треба да претрпи временски промени, треба да ги собере прашините по патот. Нашите колеги од архивот ги носат во обични кеси, затоа што немаат никаква друга помош. Така што комплетно се направи една какафонија од две многу компатибилни институции, од која причина навистина не сум моќна сега да ви кажам. Така. И видовме во изминатиот период во какви услови се чуваат архивските материјали во барокното здание кое што со секој дожд протекува, колку и тоа представува закана за бришење на македонската национална историја? Многу повеќе од колку што јавноста може да замисли. Ние кога апелиравме во зимскиот период, тамо буквално течеше од сите страни и од сите можни агли. Имаше проблем со инсталацијата. Водата буквално наблегуваше од сите страни во објектот. Меѓутоа, никој не најде за сходно да праша што утре кога таа документација, односно таа вода ќе се повлече. Затоа што хартијата е многу порозна и хартијата впива. Откако ќе се нацица таа со вода, таа вода некаде треба да испари. Испарува со вакво време, еве сега моментално какво што го имаме, и едноставно сите страници, сите документи се лепат. И ако земете вие да, мислам, тоа е апсурд што се случува. Ако земете предвид дека 12 век, вие првиот документ и вашата историја од 12 век континуирана до денес, која што се чува во Државниот архив на Република Македонија, е загрозена. Да не се лажем. Тоа е еден огромен период. Страутен удар на македонската историја и држава.
Документите веќе еднаш беа преселени, а со новата одлука на владата која што се уште не е потпишана, меѓутоа доколку биде потпишана, сосема известно ќе биде дека документите пак ќе треба да бидат преселени во новата зграда која што би се изградила. Спомнавте веќе еднаш дека и транспортирањето го оштетува, меѓутоа колку и самата целосна преселба на архивскиот материјал од новата во нова зграда ќе влијае врз оштетување на документацијата? Еве лично јас ќе ви кажам дека може би сум преголем оптимист, меѓутоа самиот факт што досега нема изградена одлука, односно напишана одлука од владата, туку сето ова останува само на информацијата на госпоѓата Апостолска. Мислам дека и во владата веќе претежнува размислувањето дека навистина е ирелевантно нечие мислење доколку граѓаните треба да платат десетина или повеќе милиони евра за градење на нова зграда при имање на стара зграда која што е наменски градена, значи зборувам за сопственост на државен архив. Сега, кога веќе вие одите на тоа дека ќе градите нов објект, првата етапа вам ви е испитувањето на земјиштето. Меѓутоа, апсурдност на која што ние ја чувме од устата на господјата Апостолска беше вработените имаат можност да си изберат своја локација. Знаете што значи? Наводно тоа вас утеши. Не може тоа никого да утеши, бидејќи тоа е комплетно непознавање на можноста или потребата за градење на таков значаен објект. Тоа е објект од стратешко значење за државата. Значи, вие имате најмалку една година истражувања теренски, за да видите дали таа почва или ќе одговара ли таа почва за една таква зграда. Вие во депото мора да имате безпрекорни услови за чување на документацијата, што сега ја нема. Она што ме прашавте за преселбата, повторната преселба. Лично мислам дека таа зграда нема да се гради и би сакала, посакуваме, еве апелирам ако веќе треба и да се апелира. Таа зграда воопшто да не се зема во предвид. Туку стариот објект да се искористи исто како што беше иселен архивот да се врати. Да, вие реагиравте дека депото, дека старото депо каде што беа сместени документите веќе ги има совршените услови за чување на архивската граѓа. Дали можете да ни објасните еве како тоа изгледа и што се е потребно за да една национална историја биде сочувана достоинствено и навистина да биде конзервирана? Депо, што значи прво депо? Затоа што ние од пишувањето по социјалните мрежи свативме дека народот не знае што е државен архив и не знае што е депо. Депото тоа е исто така зграда во која што се влегува преку специјални врати, буквално блиндирани, во кои што се чува националното богатство. Тоа депо кај нас има 4 ката, подземја, надземја, се оди со лифтови, меѓутоа тамо има многу стриктно одредено луѓе кои што смеат да влегуваат. Не може било кој да влезе во депо. Значи тоа е нонсенс. Така што тоа депо треба да има прво инсталација за воздух, инсталација за влажност, инсталација која што ќе обезбеди буквална заштита од пожар. Сето тоа го има. Таа стара зграда. Што е најголемиот проблем моментално? Најголемиот проблем е што таа не се одржува веќе 4 години. Тие 4 години сега нас скапо не коштаат, бидејќи многу од документацијата не само што е веќе почната, зборувавме нели за порозноста на хартијата, почната да се уништува, туку во новиот архив вие немате ни лабораторија за заштита. Затоа што во новиот архив, односно во таа зграда која што ние условно си ја нарекуваме чавкарница, во таа зграда вие не смете лабораторијата да ја користите бидејќи имате циркулација на воздух. При циркулацијата на воздух сите тие хемикали кои што би се користеле во лабораторијата би отишле низ целиот простор, низ целата зграда. А тоа значи дека вработените ќе ги затруете со тие хемикали. Значи тоа дека и археолошкиот музеј ќе се уништи, затоа што сета таа хемикалија ги нагризува и артефактите. Со лабораторијата во старата таа беше комплетно изолирана. Тамо има... Смее ли сега да се употребува таа лабораторија? Ама сите тие промени, да речам, во стариот архив се само шминка. Тамо нема направено нешто толку големо или толку значајно
за стариот архив да не може да се врати. Најголемата небулоза која што ја чувме била направена реконструкција до тој степен што веќе е неупотреблив за архив. Па ви се молам, мислам, можете вие да ја лажете македонската јавност, ама се има граница. Ова веќе нема граница. Така, кога веќе споменавме околу градењето на нова зграда од владата, од владата веќе се произнесува дека се свесни за дополнителниот трошок, меѓутоа дека сепак новата зграда ќе ги понуди идеалните услови. Очекувате ли тоа да се случи доколку се донесе одлука за градење на нова зграда? Дали владата може да ги обезбеди соодветните услови? Лично, повторно апелирам да не се оди со таква екзибиција. Тоа реков, дека најмалку една година треба да се најде терен каде ќе се гради. Најмалку 3-4 години треба да се направи таа зграда. Ние губиме 5 години реални, значи реални можеби и ќе се пролонгира. Така што најголемиот проблем овдека е кој и како ќе одговара за уништената документација. Дали мислите дека вие Ченто ќе беше рехабилитиран доколку не беше документацијата од Државен архив? Мислите ли Панко Брашнаров дека ќе го видеше белото видело на денот на историјата доколку не беа документите? Или уште една моја лична епизода ќе ви раскажам со таа документација. Јас работам албанска историја. И во еден период со колегата Черим Лита работевме на една изложба во која што требаше да се презентираат македонци и албанци кои што соработувале, биле некако на иста линија околу ослободувањето од османлиите. Така што зборувавме се до моментот на 2001 година, што е многу интересно да речеме за јавноста да разбере некои работи. Таму во тој Државен архив се чуваат и досијата на оние албанци кои што на времето биле дефинирани или биле оспорувани како ирендентисти, како ова, како она. Меѓутоа, во тие документи вие ќе видите дека човекот, фактички да не речам погруб збор, бил манипулиран за да дојдете до ситуација да видите дека воопшто неговото досие не се совпаѓа со приказната која што им се раскажувала на луѓето. Така што ние неколкумина такви ги демистифициравме и ги ставивме во изложбата. Меѓутоа, како вие ќе го демистифицирате човек се извинувам ако не го имате тој документ? Така, практично се пропуштаат многу шанси. Апропо односот на власта кон националното богатство, каква е вашата перцепција? Дали доволно сериозно ги сваќаат работите за зачувување на архивскиот материјал? Ако тргнеме од мислењето на господја Апостолска, јас сум крајно разочарана. Да, инаку да најавиме господјата Апостолска беше повикана денеска да гостува овдека, меѓутоа таа одби со образложение дека е на претенички прашања и најави собствено гостување веќе од идната недела токму на оваа тема. Инаку вие и на Facebook сте мобилизирани, имате страница насловена без документација, нема нација. Каков е одзивот на таа страница? Дали вашата перцепција е дека граѓаните доволно се запознаени со значењето на архивскиот материјал и неговото зачувување? Нашата веб страница, ќе ви кажам и како произлезе, затоа што беше тоа многу еден интересен момент. Еден од ајде да не ги речам сега поборниците на СДСМ, ни напиша како не ви е срам, каде бевте или зошто чутевте додека ВМРО ДПМН беше на власт. Одговорот наш беше дека можеме да одговориме само со едно. Со тврдењето на првиот директор на Државниот архив на Република Македонија, Димче Мире, дека без документација нема нација. Ние постојано и тогаш и сега апелиравме да не се удира по најскапото. Најскапото е државната документација, документацијата која што вам ви говори за вашите корени. Не зборуваме сега за корените лични, зборуваме за корените и на вашите предци, зборуваме за корените на предците на нашите предци. Така што, без документација нема нација не е само флоскула. Тоа е една терминологија цела која што вие можете да ја разглобувате до многу далеко и многу широко. Меѓутоа, самиот факт што многумина од поддржувачите или од корисниците, да речеме, на таа веб страна,
односно, извинете, Facebook страна, да прашува зошто толку ревносно ние пишуваме, што е она проблемот што не сме чуени, зошто не сме чуени, зошто е на некому му е поважно да плати 10 милиони евра, отколку без пари да ги пресели луѓето. И тогаш се појави исто така, нели, контрата, која што кажа не е точно дека тоа ќе нема да кошта ништо доколку се врати во стариот архив и таму има издатоци, таму се. Меѓутоа, колегите сите кои што работат во државниот архив, значи повторно ќе кажам, јас не сум во државниот архив, меѓутоа јас сум Институтот за национална историја, кои што се две неделливи. Така, неделливи се, да, институции. И им објаснивме една работа која што очигледно еве досега никому од тие корисници на таа Facebook страна не им беше јасно. Значи секоја држава, зборуваме за секоја сериозна држава, има едно интелектуално јадро. Прво, интелектуалното јадро го сочинува државниот архив. Околу државниот архив се, значи БЕА, Институт за национална историја, Институт за македонски јазик, Институт за македонска литература, Македонска академија на науките и уметностите, факултетите. Значи, вие тоа интелектуално јадро не смеете да го разбиете. Не затоа што не смеете, оти вам не ви се може, туку затоа што тоа е принцип на работа на сите можни, нормални и сериозни држави. Она што го направи ДПМН, од кои причини го направи, можеме само да насетуваме, е преседан кој што веројатно ќе се учи во сите учебници за архивистика. Може би и за историја. Ама за градежништво сигурно. Затоа што зградата во која што сега се наоѓа државниот архив е буквално неупотреблива за таа намена. Ако вие одите во било кој државен архив, ние патуваме, значи ние сме тие кои што истражуваме. Додека имаше пари за истражување, да не се лажеме сега и тоа ДПМН ни го скрати. Меѓутоа, што зборуваме? Зборуваме дека во секој архив државен имате една огромна просторија која што представува читална. Читалната мора да биде максимално осветлена, читалната мора да ги има сите можни услови за работа на еден научник. Ако јас ви кажам дека новиот архив, односно новата зграда во која што е сместен државниот архив, нема читална, туку има едно ќоше преградено, само преградено, и вие таму немате прозор, вие таму немате дневна светлина, вие таму немате воздух. Елементарните услови практично. Апсолутно. Како еден истражувач очекувате да дојде? И од тука веќе ќе дојдете и до одговорот на прашањето. Зошто во старата зграда годишно имаше по 1200 до 1500 читатели, а зошто оддека се некаде максимум до 100 годишно? Нема воздух, луѓето не можат да дојдат. Ако имате, да речеме, поголеми врнеши, имате проблем со струјата, вие треба во таа зграда на 7-ми кат да отидете со лифт. Лифтот не работи. Кој возрасен човек, ако сака да истражи нешто или да види сопствени документи, ќе се качи на 7-ми кат горе до читалната и ќе седи во загушлива просторија каде што не може ни да дише и ќе гледа со наочари под светло во кое што не се гледа. Практично е невозможно и неупотребливо. Основната работа на Државниот архив на Република Македонија се граѓаните, никој друг. Граѓанинот зошто? Затоа што вам ви треба некој досие на ваш роднина, вам ви треба историјата на некое ваше место, ете, село, град, не е важно што. Меѓутоа, вам ви треба и документација за градбата на вашата куќа. Ете, погледнавте што се случи со пожарот кој што изби во просториите на Градежен институт, како се викаше, не можам да тврдам, не знам точно како се викаше. Меѓутоа, она што точно го знам, дека во Државниот архив вие можете да ги најдете сите втори документи или втори копии на она се што е изгорено. Зошто некому треба сето тоа да се уништи или сето тоа да го нема, тоа јас на вистина не можам да ви одговорам. Ке се префрлиме малку на вашата матична институција, практично Институтот за национална историја. Обвинителството веќе се вселува во зградата каде што и вие сте сместени, според информациите од прилогот кој што ги слушнавме. Тие се спремаат да се вселат некаде околу 2 години. Најголемиот... Практично, само да довршам, вие би значило тоа дека ќе го користите споредниот влез од како тие ќе се вселат во институцијата. Да.
Каква слика испраќа тоа кон странските гости кои што доаѓаат да го посетат Институтот за национална историја и дали практично на тој начин се демотивираат научниците да си ја вршат својата основна истражувачка дејност? Сега ме погодивте кај што најмногу ме боли. Страничниот влез всушност една канцеларија која што некој умно челјаде решило да ја пренамени во влез. Меѓутоа, проблемот што е? Проблемот е што тој влез се наоѓа од сосем затворена страна на зградата, таму каде што во основа нема ни табла каде да ставите. Значи нема ни надпис каде да ставите дека тука вам ви е Институтот за национална историја. Зборувам за највисоката научна институција од областа на историјата. Знаете кое понижување ќе биде сега, кога ние ќе славиме 70 години од основањето, 70 години зборувам, од основањето на Институт за национална историја. Ќе имаме голем светски конгрес и ние нашите гости ќе ги внесуваме преку тоа мало прозорче, повеќе е прозорче од колку врата, меѓутоа оние кои што ќе бидат осудувани или испрашувани, влегуваат од главната врата на главниот влез на главната зграда, на зграда која што е градена за Институтот и за архивот. Знаете кој парадокс е тоа? Доаѓаат странци кои што буквално значат имиња во историјата и историографијата на светот, доаѓаат со полн ентузијазам да помогнат едноставно како лобисти на македонската историја и да дадат свој придонес кон нашата 70 годишнина. И вие нив ги носите низ тоа споредно влезче кое што вие го спомнавте. Го имаше и во прилогот. Да, го спомнавме во прилогот. И кога сме веќе кај Институтот за национална историја, спомнавте дека парите за истражувања во изминативе години секнаа всушност. Имавте и еден негативен извештај од ревизорот кој што се вели дека не се исплатени пари за научни проекти, дека всушност не се знае кај завршуваат приходите од истражувањата. Што се случува во вашата матична институција? Што се случува во последниве 2 години се случува чудо. Се најдоа некако пари за истражувања, меѓутоа сето тоа е стихија. Вие конкурирате, не конкурирате, туку прилагате своји документи и после приложувањето на документите Советот на Институтот за национална историја, кој што всушност е и управен орган на институтот, заедно со директорот, одлучуваат кој кога каде ќе оди. Она што е основна дејност на Институтот за национална историја, тоа е научно-истражувачка дејност. Вие не можете да имате научно-истражувачка дејност доколку немате континуирани истражувања. Ако јас отидам еднаш во 3 години во Тирана, тоа значи дека јас воопшто не сум истражувала. Моите истражувања се 2 недели. Еден ден одам, ги пријавувам материјалите што ми требаат, следниот ден ги носат, додека целата таа машинерија се покрене, јас веќе треба да се вратам. Значи, континуитетот во истражувањето е невидено, потребен. Затоа што нашите колеги, одиме, истражуваме, доаѓаме до некое сознание кое што е многу битно, меѓутоа немаме време да го доистражиме. Се враќаме многу брзо, да речеме, по 2 месеца, по 5 месеци. Меѓутоа тоа би го возможува само доколку имате проект. А ние немаме проекти. Од 2010 година ние немаме проекти. Замислете, 8 години. 8 години нашите вработени се снаоѓаат како што знаат и умеат со тие, морам да кажам, мизерни плати кои што ги имаме на ниво на Балкан. На научници на Балкан. Значи и Косово и Албанија, значи и Приштина и Тирана има многу поголеми плати од нас, со луѓе, со звања, отколку ние. Значи, кога вие ја немате основната алатка за работа, а тоа е истражувањето континуирано да го работите, вие фактички се цепкате. И почнувате па застанувате. Така што ние работиме секој како индивидуалец. Еден заеднички проект веќе немаме, после македонскиот историски речник мислам дека немаме ништо друго направено како институција. Индивидуално секој си објавуваме тоа што си објавуваме, меѓутоа ќе чуете или ќе си разберете зад грб дека вие ја работите таа работа за да се себе промовирате. Тоа е многу поразително, многу понижувачки кога работите научен проект, некој да каже дека вие сакате да се себе промовирате, па затоа сте го завршиле. Тоа е веќе тоа каде што сме ние, на тоа дереже сме дојдени.
И за крај веќе спомнате дека 2 години се подготвува обвинителството практично се всели во зградата и вас да ве остави со споредниот влез. Кога ќе се случи тоа? Имате ли некакви информации? Прво, што исто така е многу важно, што не го кажав, ќе ми простите, малку ќе се вратам назад. Во 2012 година владата на Груевски донесе една одлука за одземање на архивот, односно зградата на државниот архив. Значи, и ја одзеде нејзината зграда, нивната зграда ја одзеде. До 2016 година, воопшто ниту на обвинителство, ниту на било кој не му текна да дојде да менува нешто. Значи, 4 години на обвинителство не му требаше ниту една просторија. Ништо не се работеше. Објаснувањето беше дека не може, тендерот не бил изводлив, па не можело да се најде фирма, па не знам што. За на крајот да се најде Бауер. Во ноември, на 1 ноември 2016 година, откако беа распишени избори, тогаш почна да се гради, односно да се корне, и тоа беше корнење, значи не беше тоа демолирање, меѓутоа тоа беше крвничко корнење на се што беше внатре, затоа што требаше веројатно да се покаже дека еве, сега се е разрушено, архивот не може да се врати, не може никој да се врати. И она што пак останува нејасно. Ако од 2016 им требаше тој простор, до ден денешен не се влезени, каде тие луѓе работат? Ако 2012 им е доделена, до 2016 не влегле. Што е толку важно за да инсистираат да се во тој објект? Зошто е таа важност на тој објект? А јас тврдам најодговорно дека Државниот архив на Македонија е многу позначајна и многу поважна и многу подостоинствена институција од секоја друга институција во државава. Затоа што и историјата на медицината, политичката историја, економската историја, социјалната историја, вам, како документација, ви се наоѓа во буквално идентитетот на државата. Така е. Ви благодарам за вашето гостување и тоа што бевте дел од Студио 1, а за крај исто како и на сите гости кои што поминуваат во нашето студио, ви ја подаруваме Времето на Перонов, политички трилер од нашата Санта Аргирова. И уште еднаш ќе ви се заблагодарам за вашето гостување и се надеваме дека набрзо ќе се надминат овие проблеми околу и ќе се зачува практично македонската национална историја и дека нема да биде оставена на забот на времето. А ние, почитувани, веднаш по кратката пауза продолжуваме со останатите содржини предвидени за Студио 1. Останете со нас.